Добро дојдовте во Кавадарци на Изворска Винер 2021 година. Ви посакувам убав спортски ден од името на кинолошкото друштво. Ќе му дадам поздравен збор на председателот. Меѓутоа, прво да ги представиме сите кинолошки судии кои се денес на ова племенита задача, кои ќе работат во ринговите. Тоа е господинот Ацо Павловски, Македонија. Доктор Јанис Драган from Serbia. Петрески Љупчо, Македонија. Делегат е господинот Митко Илкановски, представник на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Ова изложба покрај спонзорите што ја спонзорира како Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, така и Меѓународна кинолошка федерација FCI. Сакам да се заблагодарам на сите кои помогнаа да оваа изложба да се одржи. И сакам да му дадам благодарница на луѓето кои подава морална поддршка оваа изложба да се одржи. Тоа е господинот Перо Божиновски, господинот Ацо Павловски, господинот Љупчо Петрески, исто сите се судии на оваа денешна изложба, и господинот Далибор Трајановиќ. Нека ми простат тие што идва исто заслуга за одржување на изложба, на оваа изложба, али тоа е тоа. Јас ми се посакувам пријатна забава и спортско дружење. Прва меѓународна изложба на кучиња во Кавадарци. Горан Апостоловски е почесниот претседател на Кавадаречкото кинолошко здружение. Горан, досега имаше вакви изложби, меѓутоа ова е прва меѓународна. Па, во последните 25 години на постоењето на ова кинолошко друштво, ние после од неколку одржани ревии, одржавме повеќе државни оценски изложби за ЦАЦ. Сега, овој викенд ја одржуваме првата и втората меѓународна изложба, ни дозволија дури две ЦАЦИП изложби, каде што ќе добијат кучињата, помеѓу другото и кандидатури за меѓународни шампиони, и плюс се одржува специјалка за неколку раси на кучиња, што ќе се одржи денес и утре. На оваа изложба, покрај тоа што ќе добијат кучињата оцена, сите кучиња оценети со 5 ќе бидат рангирани за да можат да добијат ЦАЦ или резерва ЦАЦ, што се кандидатури за шампиони на Македонија, а тие што ќе добијат ЦАЦ и РЦАЦ одат понатаму за добивање на ЦАЦИП, што е сертификат за добивање на титула на меѓународен шампион на кучињата. Само вака да појасниме една работа. Тие што сакат да станат меѓународни шампиони мора да имаат 3 титули во две различни држави. Да, тоа е точно. Значи најмалку 3 титули. 3 титули во најмалку 2 различни држави и најмалку 2 различни судии. Значи не може еден судија да суди на 3 места и да кучето стане меѓународен шампион. Тие кучиња што треба да полагаат и испит за работа, мора да го имат и испитот положен. Младите кучиња па добиваат, порано добива прва класа на млади, сега добиваат ЈЦАЦ и ангер-ЦАЦ, значи младински ЦАЦ. Значи ако денес и утре едно куче освои 2 титули, доволно е наследниот надпревар некаде во некоја друга држава да освои прво место и да стане шампион на европски шампион. За меѓународен шампион. Меѓународен. А со тие две кандидатури ЦАЦ за државен шампион веќе постануваат шампиони на Македонија. Тие што ќе победат на двете изложби или добијат ЦАЦ. Доволно е ЦАЦ за 2 пати да се добие, за да се добие шампион на Македонија.
а за меѓународен шампион треба уште во една држава да освои. Значи веќе ги спомнавме и наградите Да, ЦАЦИП. имаме и прва Young класа Цацип. на млади. Со две прва класа на млади станува младински шампион на Македонија. И после понатаму одат за најубаво куче од таа раса, Best of Bred. После одат во прваци на група, има 10 групи и на крај на Best in Show. За сите кучиња даваме се награди. Видов има и парови, ако не се лажам. Да, има и парови и одгледувачки групи. Значи Паро- на некој начин од гледувалиштето си ја добива наградата. Од гледувачето ја добива, а сите што ги има може и продадени кучиња треба да изнеси од негово кучило, негово да се легло. изнесат кучиња легла, а за парови треба да се од иста раса и сличен формат за да се такмичат. И сега с оглед на фактот што кавадарчани тебе те знаат како човек што ги сака кучињата, ги одгледува кучиња, а ти ги знаеш пак состојбите во градов. Има ли квалитетни легла во Кавадарци, без завис за која раса? Па искрено кажано, мислам дека во последните 5 години има многу поквалитетни легла. Порано само 3-4 во градот имавме стварно убави кучиња, а сега веќе доста кучиња може да се видат што се шетаат из градот и што стварно се солидни и можат на сите надпревари да одат. Да појасниме, на овој надпревар можат да учествуваат само кучињата со педигри, ајде. Нормално кинолошките здруженија се само за расни кучиња што си имаат издадено родовник. Не може да се учествува без родовник, освен шарпланинците која се наша раса и може да се донеси овде. Национална класа. Да, што беше. и ако два пати се оцени позитивно, добива условен родовник шарпланинецот во Македонија. Значи денес и утре овде ќе биде Македонија во мало, регионот во мало и ќе се добијат светот во мало, да. Светот во мало. Имаш ли информација од колку држави имаме учесници? Па најмалку од 4 не ми е виден каталогот, пошто нонстоп сме по работа и немам скоро ништо видено да прелистам, од каталозите ги затворија касно. Јас овде ќе ги видов други од Србија, од Франција, значи, од Турција. Румунија, значи ќе излезе има на крај од 10 држави. Горан многу успех на Фала прецена многу. Кавадарчани, на нашето кинолошко друштво, 7 септември беше. ако Да, не се 7 лажам, така? септември. И се разбира на сите учесници овде во местноста Моклиште, односно на браната Моклиште. Се надевам дека се ќе заврши во најдобар ред, сите ќе бидат задоволни, пошто се ова меѓународни солидни судии што се имат покажувано низ Европа, така да мислам дека без проблеми ќе заврши изложбата. Inel